Студентското собрание на УКИМ побара студентите да бидат заштитени од поскапувањето на автобуските билети. Кемал Незири е скопјанецот кој што се обидува секоја куќа да има свој дом наместо да остане на улица. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје го исчисти отпадот од депонијата под Скопското кале. Здраво, ова е новата епизода на Шорткат. Јас сум Кика и денеска ќе ви ги представам најважните вести од минатата недела. Почнуваме веднаш, следете ме. Поскапеа билетите за меѓуградскиот превоз. Ова е веста која ги загрижи студентите кои студираат во други градови и секојдневно патуваат. Тие ќе претрпат директен удар по нивните џебови. Студентот Куманово кој студира во Скопје претходно плаќал по 200 денари дневно автобуска карта во двата правци, а сега ќе треба да плати 300. Додека од Тетово за Скопје и обратно цената претходно била 240 денари, а сега е 320 денари. Слична е ситуацијата и со другите релации. По тој повод, студентскиот парламент при УКИМ од Скопје побара мерки за заштита на студентите од поскапувањето. Тие посочуваат дека сместувањето во Скопје за студенти од други градови е посебен луксус за семејниот буџет и бараат враќање на бесплатните билети за воз. Според превозниците, билетите поскапеле бидејќи е зголемена цената на горивото и на другите трошоци. Се надеваме дека студентите ќе го решат својот проблем со цената на билетите, а ние преминуваме на друга вест. Екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје изминатиот викенд реализираа активности за генерално чистење на автополигонот лоциран под Скопското кале и на кеот на реката Вардар. Во рамките на акцијата на терен беа ангажирани 20 работници и беа отстранети приближно 15 кубни метри мешан комунален отпад, информираат од Комунална хигиена. Чистењето на отпадот се случи еден месец откако Шорткат информираше за дивите депонии низ Скопје, при што ја вклучивме и оваа локација која беше претворена во дива депонија. На ова место со години несовесни лица фрлаат отпад. Преминуваме на нашата главна тема. Минатиот викенд љубителите на кучиња и мачки ширум светот го прославија меѓународниот ден Сакај го своето животно. На 20 февруари овој празник го одбележа и скопјанецот Кемал Незири. За него секој ден е таков празник. А зошто е тоа така, погледнете во прилогот што следи. Кемал Незири е скопјанецот кој меѓу љубителите на кучињата е познат како човекот кој сака и се труди секој куќе да има свој дом наместо да остане на улица. Често го гледаме на социјалните мрежи како обезбедува храна за гладните кучиња ширум земјава, па дури и влегува во шахти за да ги спаси. Тој скоро сам веќе многу години, а од лани и во неговиот Happy Shelter ги згрижува дури најболните, отроените и осакатените кучиња кои никој не сака да ги погледне. Смета дека главните причинители за овие болни слики се луѓето. Тоа пред се од негрижа на луѓето, од нашата, да речеме, чистота која што ги имаме во ваквото, јадат се се што и се заразуват нормално. После тоа, ние сме тука да помогнеме колку можеме, но и таа помош ни ограничена за жал. Во Happy Shelter Кемал згрижува повеќе од 80 кучиња. Некои од нив сега закрепнуваат од тешките, скапи операции за кои често се потребни донации, а биле неопходни за да се спасат нивните животи. Моментално немам никаква помош, не само од општината, него од ние од нашата држава. Единствената помош која што ми е од волонтери, активисти или луѓето кои што сакаат животни, но за жал и тоа е многу минимално, со тоа е да успеваме некојаш храна да обезбедиме. Во моментов, Кемал гради и нови комфорни куќарки за кучињата во неговиот шелтер. Но бидејќи работи сам, како што видовме, често кубури и со алатот кој му се расипа. А потребни му се и волонтери кои се силни за да му помогнат со тешките даски. Сега, како и сама да виде, се од понежниот пол кој што ние се радуваме тоа. На животните треба некој да може и да ги шета, да игра со нив. Да се тоа не е дека некој стварно не ги заборави. Машката, постилната дали се фена, е добродојдена секојаш, но сега за жала нема.
Освен тоа што Кемал се грижи да им обезбеди добри услови и лекување на овие кучиња додека ги чува тој, многу внимава и за нивната иднина во домовите на оние кои ќе ги вдомат. И треба аплицирање, и треба разговор со тие луѓе, и треба да им објасниме колку е се тешко да се грижи за едно животно. Не само целта да го земам, да го чувам 2, 3, 5 месец, година, 2 и после да го предам на улица. Пошто куче исто како човек. Исто како што се грижиме ние со нашите деца, така и треба да се грижиме тоа куче. Дури поише се тоа што тие не знаат ни да барат, тоа нешто не треба им треба, него ние треба да имаме тие кои што треба да осетиме и да знаеме дека нешто не е во тоа куче. Емисијата ја продолжуваме со информацијата дека Централната лабораторија за животна средина и годинава нема да го мери загадувањето на воздухот, бидејќи се уште не е акредитирана. Минатата година Министерството за животна средина за потребите на лабораторијата набави инструмент за мерење на загадувањето. Но како што велат од таму, сега имаат потреба од повеќе вработени. Па за да проработи лабораторијата, требало да ангажираат уште 3 лица. Новинската агенција Мета и Порталп беа меѓу првите што јавно предупредија дека државната лабораторија постои со децении, но не се користи. Наместо тоа, загадувањето го мерат приватни лаборатории кои можат да бидат поврзани со самите загадувачи. А сега ќе продолжиме со приказна за моќта на помошните технологии за лицата со попреченост. 14-годишниот активист Јане Велковски, кому му е диагностицирана спинална мускулна атрофија, во TED видео зборува за независноста и слободата што му е овозможена преку неговата асистивна инвалидска количка. Тој посочува дека не секој што ја има оваа болест може да си дозволи ваква количка. Но, како што вели Јане, со оваа инвалидска количка може да оди каде било со своите пријатели, да носи книги или други работи кои што му се потребни за основните обврски. Можете ли да замислите како би изгледало моето детство без оваа количка? Прашува Јане во видеото. На крајот на оваа епизода ве известуваме дека Фондацијата Метаморфозис организира јавна дебата во рамките на проектот Кредибилни вести за оспособена младина, финансиран од британската амбасада во Скопје. Дебатата ќе се одржи онлайн на Zoom во понеделник 28 февруари со почеток од 13 часот. Ако сакате да ги дознаете одговорите на прашањата зошто климатските промени се важни за младите, како Република Северна Македонија се справува со климатските промени во моментов, какви активности треба да преземат младите и компаниите во иднина за да се намали влијанието од глобалното затоплување. Кои навики треба сите да ги менуваме во секојдневниот живот за да ги облажиме климатските промени? Тогаш не се двоумете и пријавете се. Бидете дел од овој разговор. Дебатата ќе ја отвори министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини, а ќе има и представници од Сдруженијето Go Green и Центарот за климатски промени. Своји обраќања ќе имаат и двајцата младенски делегати кои ја представуваа Северна Македонија на настанот Младите за климата, предводници на амбицијата. Овој настан беше дел од 26-та конференција за климатски промени во Глазгов, COP26 минатата година. Тоа беше си за денеска. Следете на Инстаграм и Фейсбук и информирајте се преку рубриката за млади CTRLZ на meta.mk. Се гледаме следната недела во исто време. Чао, чао!